Бугарија можеби веќе нема да има нови барања и условувања кон Македонија, бидејќи со подписите на Бујар Османи и Теодора Генчовска пред една година барањата станаа дел од преговарачката рамка и услов за Македонија да напредува кон ЕУ. Суштината е во протоколите каде на некој начин се скриени сите максималистички барања на Софија. Впрочем и токму во протоколот потпишан лани јасно стои дека државава треба да го промени уставот за да ја добие втората меѓувладина конференција која што ќе значи реален старт на преговорите, но јасно стојат и други обврски кои држава веќе ги прифатила и ќе мора да ги исполни ако сака напредок во преговорите. Една од работите кои ќе мора да ги исполниме се менување на историјата. Македонија има рок до почетокот на следната учебна година да ги промени учебниците според она што веќе го договорила историската комисија, а тоа јасно стои напишано во протоколот потпишан од Османи и Генчовска. Двете држави не покасно од 2024-2025 година да ги усогласат каде што е неопходно сите учебници по историја во учебната програма, така што тие ќе ги одразуваат до тој момент постигнатите резултати од работата на комисијата. Нашата влада има и рок од една година кој веќе според датумите е истечен да ги отвори архивите за рехабилитација на жртвите од комунистичкиот режим. Владата на Македонија во рок од една година да ја создаде неопходната сеопфатна правна рамка за целосно отворање на архивите на репресивниот апарат на државна безбедност од комунистичкиот период, вклучително полицијата, цивилно и воено разузнавање и контраразузнавање во периодот од 1945 до 1991. Ке мораме да работиме на она што Бугарија го смета за говор на омраза кон нив, како што е напишано во целиот јавен простор во Македонија. Двете држави преку дипломатските канали меѓу Министерствата за надворешни работи да продолжат да разменуваат информации во врска со говорот на омраза и во јавниот простор на територија на друга држава и да информираат во разумен рок за разменетите активности од соодветната држава за неодложно отстранување на идентификуваните случаи на говор на омраза. Согласно протоколот, односно препораките на историската комисија, нашите историчари договорија дека неколку историски личности се заеднички и за нив имаме заедничко чествување. Еден од нив е Свети Наум, како и Свети Климент, Свети Кирил и Методи и цар Самуил. Просветителското дело и придонесот на Свети Наум за развојот на писменоста и културата на Република Македонија и на Република Бугарија им даваат основа на двете земји да го негуваат споменот за неговото дело преку заедничко одбележување при соодветни годишнини и јубилеи. Според поранешниот амбасадор Јован Донев, јасно е дека сите барања на Бугарија ќе ни стојат на европскиот пат, бидејќи со се што сме потпишале како држава, сами сме прифатиле тие да станат европски услови, преку кои Бугарија сепак би можела да побара блокирање на Македонија со оправдување дека не исполнила точки кои се дел од преговарачкиот процес. Таа преговарачка рамка за наш влез во Европската унија. Се што е предвидено во неа, вклучувајќи го и протоколите, мора да ги исполниме. Мораме да извршиме рехабилитација, како што они велат на жртвите на комунизмот, мораме да отвараме досиеа, како што тие велат, да смениме историјата и така натака и така натака. Нема основа да човек се сомнева во нешто друго. Потпишани се двете влади, македонската влада и бугарската влада, ставиле подпис за тоа. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич кажа дека во преговорите со Бугарија добиле гаранција дека нема да има нови неразумни барања, а оние кои што веќе ги имаат се запишани во преговарачката рамка со ЕУ.